Најновите информации од теренот зборуваат за зголемено учество на граѓанките и граѓаните во она голема бројка на луѓе кои не можат да го остварат своето гласачко право денеска. Имено, само од 7 до 9 над 400 луѓе не можеа, регистрирани од цивил наблюдувачите, не можеа да го остварат своето право на глас, бидејќи се избришани од избирачкиот список во последните неколку дена. Тие се жалат дека до само пред некоја недела биле на избирачкиот список, меѓутоа сега ги нема. Општинските изборни комисии едноставно се потполно немоќни. Тие не можат да им помогнат на граѓанките и граѓаните да го остварат своето право на глас. Тие едноставно велат дека немаат начин да ги вратат назад во процесот. Едноставно се работи за огромна бројка на луѓе, тие се обраќаат и до наблюдувачите на цивил, бараат помош, бараат совети, собираат изјави дека не можеле да го остварат своето гласачко право и веројатно ќе бараат правдата во некој од наредните денови, во наредниот период. Забележуваме дека освен во Демирхисар имаме уште еден случај на фотографирање на гласачкото ливче. Во Демирхисар веќе имаше интервенција, додека во Куманово на избирачкото место 997 имаме уште еден таков регистриран случај. Исто така, мораме да кажеме дека Државната изборна комисија мора да преземе одговорност за овој хаос во избирачкиот список и за ова лутање на гласачите од едно до друго место. Бројот на избирачки места е променет без видливо да се означи тоа, без да се јави навремено. Дури во Куманово во еден случај имаме кога од избирачкото место во едно кино е префрлено во некоја кафеана, која не ги исполнува стандардите за да биде избирачко место. Исто така добиваме извештај дека е уапсен наблюдувачот на една партија во Струга кај избирачкото место 1849 и можеме да кажеме исто така дека продолжуваат притисоците и нерегуларното однесување на избирачките одбори. Притисоците врз наблюдувачите на цивил се огромни. Јавивме Сабајлево дека имавме дури и закана со убиство во една село близу Скопје. На наш наблюдувач му е кажано дека ќе биде фрлен во канал. Исто така голем дел од нашите наблюдувачи им се одземаат овластувањата, не им се враќаат и кон нив се однесуваат крајно непристојно, односно нерегуларно токму избирачките одбори. Во еден случај имаме и попречување на гласање од страна на партиски активисти на одредена партија, фотографирање на нашите наблюдувачи и нивно попречување да пристигнат до избирачките места. Апелираме до Државната изборна комисија, на која се обидуваме да добиеме врска, меѓутоа никој не крива слушалка таму. Се обидуваме да апелираме до нив, да се обидат да ни помогнат да си ја завршиме нашата работа, бидејќи ние сме пријатели, добронамерни сме и сакаме да помогнеме во процесот, а не да наштетиме. Исто така, за крај би сакал да кажам дека цивил во овој момент може да констатира дека во Македонија во моментов не постои изборен молк. Ние забележуваме агитација, притисоци и подкуп во големи размери, особено агитацијата, односно вознемирувањето на гласачите и по телефон од раните утрински часови е пријавено и од многу граѓанки и граѓани, како и од граѓански новинари, а се разбира и од нашите наблюдувачи на теренот. Тоа имаме да соопштиме во кратка форма, се разбира во наредните прес конференции ќе соопштиме и повеќе детали, но и случаите кои во моментов ги обработуваат нашите членови на експертскиот и на аналитичкиот тим овде во прес-центарот. Во еден случај дури го фотографирале овластувањето на нашиот наблюдувач, што е исто така вон пропишаните мерки. Едноставно, некои од нив веројатно тоа го прават од незнаење, меѓутоа претпоставуваме дека во еден дел
од случаите се работи за намерно одземање на тие овластувања, задржување на тие овластувања, заради тоа што сакаат да го оневозможат нашиот наблюдувач да продолжи понатаму. Сите наши наблюдувачи во Македонија се мобилни. Тие посетуваат повеќе од 5 избирачки места во текот на изборниот ден и исто така се наоѓаат во потрага по случаи надвор од избирачките места. Тоа се мобилни наблюдувачи, сосема прописно акредитирани од Државната изборна комисија, која беше коректна и ги акредитираше нашите наблюдувачи. Сите до еден од нашите наблюдувачи се прописно тренирани. Ние ова го работиме заедно со ГОНГ од Хрватска. Тоа е организација која во светот позната како релевантна организација за изборно наблюдување и не можеме да прифатиме вакво однесување на избирачките одбори кон нашите наблюдувачи. Наместо да бидат солидарни и да им помогнат на нашите наблюдувачи да ја завршат својата работа, тие ја попречуваат нашата работа. Партиските активисти се друга приказна, тие исто така вршат притисок врз нашите наблюдувачи.